Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. По денешното видео ќе зборуваме на една нова тема, со кој што го започнуваме 18-тиот чекор, а тоа е темата родители, што повеќе кажувајте му да на вашите деца, или што повеќе согласувајте се со вашите деца. И пред секоја тема нова, шеф Али пишува стихови, токму поради тоа би сакала да ви ги прочитам незините стихови, со кои дава еден краток опис на почеток на она што последователно следи како содржина во овој чекор. Да го прочитаме. Дете мое, ти живееш во свет на бесконечни можности, со целосна доверба и растење, за разлика од мене кој живее со неуморен недостаток и оскудност. Мојот инстинкт во животот е да кажам не, да ограничувам, да скратувам, да попречувам, за да се чувствувам удобно и безбедно. Несвесно го намалувам твојот свет, ги обвиткувам твоите соништа, твојот балон го полнам со олово и тули. Исплашена дека ќе одлеташ и ќе ме оставиш со мојот внатрешен пустош. Тоа се незините стихови. А сега понатаму во содржината на оваа тема, шеф Али им објаснува на родителите дека децата пред се во светот доаѓаат со едно големо да во нивните души, затоа што тие не гледаат недостаток, не гледаат неоскудност, туку тие светот го гледаат низ очите на едно големо пространство, едно големо изобилство. Се за нив има потенцијал да предизвика радост, да предизвика чудење, да предизвика восхит кај нив, започнувајќи од едни шпагети кои што ќе му се истурат, додека јадат, па се до облаците кои што неуморно се движат по небесниот свод, или пак до мравките кои што многу брзо трчаат низ тревата. И, значи, тоа е нивната природна состојба на постоење на децата. Што подразбира таа природна состојба на постоење на децата? Подразбира опуштеност, подразбира доверба, подразбира отвореност. Меѓутоа, ова не е природната состојба на возрастните. Напротив, возрастните имаат тенденција постојано и првенствено да завземаат една состојба на вознемиреност, состојба на недостаток, состојба на оскудност, состојба на недостојност, дека не се доволно вредни и така натаму. И со оглед дека ова е нашата тенденција како возрастни, ние можеме да замислиме како енергетски се судираме со природната состојба на децата. И тој судур помеѓу природната состојба на децата и нашиот неприроден начин на постоење, значи нашата неприродна состојба на постоење, и текако има потенцијал да предизвикува раздор, да предизвикува конфликти во нашите односи со децата. И, значи, без никаква причина, единствена причина е тоа што ние постоиме на различни енергетски нивоа. И шеф Али, за да може тоа, значи, подобро да го објасни кај родителите, дава еден свој пример, кога незината ќерка Маја имала само 7 години и кога шеф Али си дошла од работа, таа сакала да игра во блискиот парк, да ја однеси шеф Али во блискиот парк околу 17 часот. Меѓутоа, шеф Али не се согласила, затоа што била уморна, сакала да се спрема за остатокот од денот. Но Маја се уште била во една енергија на ентузијазам, била полна со енергија, со жар, со живост и сакала да оди во блискиот парк и да се игра таму меѓу цвеќињата, затоа што тој парк бил наменет со деца и со цвеќиња, каде што децата можеле да берат цвеќиња, да собираат камчиња и различни прачки, различни дрвца и така натаму. И тогаш, меѓутоа,
кога тоа и го соопштила Маја, Шефали кратко ја одговорила: "Не, Маја, ова не е време за одмор, не можеме сега да излегуваме." Меѓутоа, зошто тоа Шефали го кажала? Затоа што таа се чувствувала дека била исцрпена и едноставно немала волја да се отвори спрема природната состојба на нејзиното дете. Но пред да стане свесна, Шефали што се случило? Маја се расплакала и ја молела: "Ама, мамо, те молам, овај пат дозволи ми да одиме во паркот, навистина сакам да си поиграм, те молам само овој пат." Но сето тоа кај Шефали предизвикало една енергијата, едно накревање на една нервоза кај неа и таа кратко и јасно ја одговорила: "Напорна си, Маја, реков не и крај." И Маја истрчала во незината соба и уште повеќе плачела, се затворила таму во собата. Меѓутоа, на голема среќа, тука била дојдена незината мајка од Индија на посета кај Шефали во Америка и тогаш таа се обратила и рекла: "Шефали, дали ќе ми дозволиш јас да ја однесам во блискиот парк? Маја, не е ништо страшно, лето е, се уште се гледа надвор, а и Маја утре е сабота, нема да оди на училиште. Дозволи ми јас да ја однесам во паркот." И Маја, кога ги слушнала овие зборови на мајка, на незината баба, излетала од незината соба и силно се ја гушнала својата баба и се фрлила во незините прегратки. И Шефали едноставно се согласила со планот на незината мајка, меѓутоа не затоа што сакала да попушти, како што пишува таа во незината книга, значи ова се незини зборови, туку затоа што била преморена и едноставно сакала да остане сама со себе. И така заминале бабата и ќерката во паркот, меѓутоа за чудо се вратиле многу брзо, се вратиле после 20 минути и што забележала Шефали? Забележала дека незината Маја, која расплакана го напуштила домот, се вратила во сосема поинаква енергија. Таа имала собрано голем број на камчиња разнобојни во незината торбичка, голем број на различни прачки, дрвца во различна форма, интересни облици и 3 цвета големи, кои што и ги подарила на Шефали и рекла: "Мамо, ама јас многу сум среќна, многу убаво си поминав, многу беше забавно во паркот, ама сега се чувствувам уморна и сакам да си легнам, да се одморам." И навистина незината ќерка за 10 минути заспала. И Шефали, гледајќи го она што се случило со незиното девојче, сватила дека направила една грешна проценка и научила една многу добра лекција во незиниот живот, дека всушност Маја не била напорна како што таа тврдела, туку таа била само едно љубопитно дете, дете полно со енергија, за игра, за живост, ентузијастично настроено дете, за авантури. Со кратки зборови, Маја си била она што си е, едно обично разиграно дете. И доколку Шефали не била во тоа расположение во кое што влегла самата, во едно расположение на недостаток, таа ќе однесла незината ќерка во паркот и исто како што го направила тоа незината мајка. Меѓутоа, која била разликата меѓу неа и меѓу мајка? Разликата била што Шефали била мрзелива и давала и со таа нејзина мрзеливост таа дала отпор на сегашниот момент. Зошто? Затоа што многу повеќе го сакала својот начин и едноставно не сакала да се поврзе со природната состојба на своето дете. Туку повеќе била фокусирана на што ако моето дете не сака да се врати на кратко, например после 20 минути, или што ако моето дете почне да фрла тантрум, или што ако
ќе треба да прави драми пред сите? Што ако не можам да ја вратам назад? Што ако после тоа се чувствувам многу разочарано и уморна? Што ако после тоа не можам да се припремам за остатокот на денот? И така натаму. Значи, сето тоа предизвикало тоа што ако да биде премногу исцрпена, шефали да влезе во една состојба на исцрпување. И доколку, значи, не се фокусирала на тоа нејзино што ако, на таа, велиме, неприродна состојба на вознемиреност кај возрастните, значи кај родителите, сигурно таа можела веднаш да и се придружи на природната состојба на нејзиното дете и да се избегне тој стрес кој што се случил и таа потенцијална дисконекција која што се случила во помеѓу нив. И тука Шефали, кога го размислила нештото, значи, сватила дека можела многу поинаку да се однесувала во тој момент, наместо вулгарно да си го оттурни своето дете, што и го направила. И самата себе си рекла, зарем би представувала една голема работа ако влезе во енергијата на своето собствено дете, ја исполнив нејзината желба и се поврзев со неја. Значи, сето тоа, зарем ќе беше голема работа ако си одседвев 20 минути време од мојот распоред. И дори тогаш сватила каде погрешила и уште повеќе што си го осудила собственото дете заради нејзината детска желба. И тука Шефали сватила дека можела многу поинаку да постапи, едноставно да ја кажела: идејата ти е одлична, ама види, јас се чувствувам денеска многу уморно. Ајде да се договориме. Јас ќе те однесам во паркот, ама таму ќе останеме 20 минути. После тоа ќе се вратиме назад. Договорено. И ако навистина тоа би го кажала Шефали, таа самата, како што пишува во книгата, мојата паметна ќерка сигурно дека ќе се согласеше со тоа нешто и ќе го одбегнев сиот стрес со плачењето кое што се случи со ќерка ми. И што е она што сака Шефали да им го каже на родителите, дека ние возрастните, бидејќи сме постојано во една неприродна состојба, постојано влегуваме во една состојба на недостаток, во една, заради стравот кој што го чувствуваме, а тој страв е точно состојба на недостаток, за она што мислиме дека ќе се случи во односот со нашите деца, помеѓу нас и помеѓу децата, за различни ситуации, а кои во суштина никогаш и не се случуваат онака како што ние ги замислуваме тие идеи што ако во нашите глави. Значи, ние не сме во состојба, едноставно и губиме голем број на можности во нашиот живот да се поврземе со децата. Ги губиме можностите да предизвикуваме што повеќе изобилство во односот со нашите деца, да се стимниме на едно автентично ниво со нашите деца и на тој начин да можеме да направиме едно свесно родителствување во насока на свесно растење и развивање на нашата врска со децата. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Останете со мене во наредните видеа. Продолжуваме со истиот чекор број 18. Се гледаме.